Докторке, вечерта ја посветивте на доењето. Во првиот ред седеа мајките чисто стомачиња, идните мајки чисто стомачиња беа во преден план, сето тоа стимулира да се поделат добри совети. Што всушност ги советувавте? Значи, генерално, оно што треба да се каже е дека трудниците уште во периодот на бременоста мора да добијат информација како за бременоста, породувањето, исто така и да се подготват за една нова функција, тоест за доењето. Факт е дека кај нас мајките сакаат да дојат, меѓутоа проблемите што се случуваат во првите 4 до 6 недели, кои што се најсериозни во тој период, значително допринесуваат за намалување на овој процент, бидејќи ако не се најдена стручна и соодветна помош, овие проблеми не се надменуваат на соодветен начин и мајките се откажуваат од доење. Она истото го покажа и последните испитувања на УНИЦЕФ, каде што процентот во Македонија на доени деца се намалува прогресивно. Значи, тоа е нешто што навистина ние како педиатри, неонатолози, ја веќе 40 години работам во таа сфера, морам да кажам дека почнувајќи уште, како што реков, во периодот на бременоста, мајките добијат соодветна информација за предностите на доењето и мајчиното млеко, како за децата, исто така и за нивното здравје, и за општеството, и за она што е добробит за цела една средина. Од една страна, од друга страна, тие бенефити се толку многобројни и мајките треба постојано да бидат во тек со тоа зошто да бидат мотивирани да ги дојат своите деца. Значи, после породувањето, породилиштето има клучна улога, каде што треба да се почне со доењето, најрано што е можно, и треба да им се посвети стручна помош за да може да добијат соодветен контакт за како успешно да го дојат нивното дете. Колку што имав информација да слушнам, значи не го препорачувате вештачкото млеко, ајде јас ке го речам, или препаратот кој што се дава природното млеко на мајката. Рековте дека е неколку... Незаменливо. Дека е незаменливо. Значи, тоа е идеална храна за детето, тоа е и храна и лек. Колку треба мајката да го дои детето? Па должината на доење, генерално ние велиме би било идеално некаде да биде 12 месеци, меѓутоа минимално би требало бар 3 месеца. Ако мајката не може да го дои, бар да се измолзува, па како измолзано мајчино млеко да го дава, а тек на трето место доаѓаат адаптираните формули, кои што се всушност адаптирани крави млека, адаптирани према мајчиното млеко, према составот на мајчиното млеко. Така да говориме за еден биолошки сосема друг производ, нели? Така. И имавте една многу добра препорака. Препорачавте шише со цуцла, кое што не е компетитивно со градата. Така е. Значи, постојат сега, за среќа, на нашиот пазар, од пред неколку години, десетина години, да кажам, шишења со медицински цуцли. Тие медицински цуцли функционираат исто како градата. Значи, мора детето да вложи напор за да може да добие млеко. За разлика од оние што се немедицински цуцли, каде што гледате, ако само го завртите шишето, само тече и детето сваќа дека тоа полесниот начин на хранење, и кога тоа често ќе му се нуди, после тоа почнува да штрајкува на града и одбива да цица. Децата, морам да кажам дека многу брзо го учат тоа, и за неколку дена може да се случи да се одбијат од града, и затоа мајките ги советуваме, значи да бидат упорни со доењето, и ако веќе треба да се даде дохрана, тоа да се даде со лажиче, или да се даде со шприц, или да се даде у крајна линија со едно вакво медицинско шише и медицинска цуцла, кое што го имаме на располагање и во нашите апотеки. Имам само уште едно прашање, значи упорно настојувавте и вечерва да ги разубедите младите мајки да дојат, да не се откажуваат од природниот процес кој што го должат. Кажете ми, дали постават во последните години резултати од некакви истражувања, се постигнува ли ефект преку ваква едукација на мајките? Да, апсолутно да. Има сознание, има студии кои што говорат дека токму оваа едукација што ја правиме уште во текот на бременоста, потенцирам. Значи не после породување, после мајката е обременета со еден куп други проблеми, после породувањето и во текот на или на породувањето, меѓутоа уште во текот на бременоста мајката да се подготви, да ги подготвува градите за една нова функција, тоа е мајчиното млеко и доењето на детето. Благодарам. Молам.